Почитувани, добро вечер, добродојдовте во најновото издание на Проверитас, платформата за борба за вистина. Во изминативе изданија говоревме за тоа како културата, филмот, фолклорот и спортот може да бидат амбасадори на една мала држава како што е Македонија. Во тој контекст продолжуваме и оваа вечер, која ќе ја посветиме на македонската и светската рок сцена. Со нас во студиото на мое огромно задоволство се Симе Митов, човек кој скоро 40 години е вклучен во оваа индустрија како менаџер, организатор на концерти, фестивали, продуцент и така натаму. И Тошо Филиповски, за кој што можам слободно да кажам што е Цепенков за македонската литература, тоа е Тоше за македонскиот рок. Добро вечер и добро дојдовте во Проверитас. Добро те најдовме. Многу ми е драго што вечер ќе си помуабетиме за рок музика, па ќе се вратиме и на некои времења на нашата генерација, кога нели бевме млади. Многу наназад. Млади убави, сега само убави, така? Сега само млади. Еве да почнеме со Тошо, ако може. Пред сега искрени честитки за овие дела кои што стојат за тебе, кои што ги имаш направено. Морам да кажам дека и многу поразвиени земји од Македонија, кои што имаат поразвиена музичка и рок сцена, немаат вакви работи, така да овие дела кои што ги имаш создадени во секој случај се за почит. Се сеќам кога почнуваше приказнава негде пред 2 декади, може би имав прилика кога се гледавме на концерти на улици, кога имаше еден страшен ентузијазам кај тебе кога почна целата оваа приказна. Многумина не верува искрено дека ќе успееш да го направиш тоа. Мисля дека ете уште еден сон на еден рокер, но ете се случија приказната со енциклопедиите, со сето она што станува еден можеби твој опус. Ајде малку да проговориме за тоа. Од каде идејата, како се создадоа овие, колку време ти требаше да го направиш ова? Па ќе тргнам од крајот, значи не дека и сега се уште сите веруваат и ми се отворени сите врати. Да, самите музичари, самата сцена, луѓето што ја чинат сцената, веќе малку поинаку гледаат на ова што го работам и веројатно соработката е со нив на едно подобро ниво отколку пред 20-тине, па и повеќе години. По однос на моментов кога започнав да ги пишувам, да ги собирам материјалите за пишување на овие книги, меѓутоа се уште наидувам на пречки кај институциите кои што во ваков случај би требало да изразат малку поголема поддршка од што досега сум имал, така да се уште соочувам со проблеми да една година ќе добијам некои средства за објава на книга, па потоа 2-3 години сум на црна листа, па и така. Досега со оглед на 2018 ја објавив енциклопедијата, очекував барем минимум по една книга да правам годишно, ако не и по 2, значи со оглед на тоа дека не работам ништо и целосно сум посветен 24/7 на македонската рок музика, сум во состојба да пишувам и по 2, можеби и 3 вакви книги, истражувањата ги правам во континуитет. Така да материјали? Материјали имам. Види, македонската, за жал, со оглед на тоа дека немаме ние некој архив кај што ќе се чуваат тие работи, со оглед на тоа што не постои медиуми кои што ја поддржуваат оваа приказка и ред други работи кои што недостасуваат, општото мислење дека македонската сцена е многу сиромашна и било кого да прашаме, па дури ситуацијава тука луѓето што сме на маса, наброј на еднаш колку мислиш или предпоставка колку мислиш дека има македонски изданија, вистинската бројка е можеби 10 или 50 пати поголема од она што ќе го кажете сега во моментот. Значи имаме огромно богатство. Не знаеме што имаме. Не знаеме што имаме. За овие 6 децении на постоење на македонска рок музика, современа урбана музика, значи се создал корпус од неколку илјади македонски музички изданија кои што за жал никаде не се сочувани, освен во мојата приватна архива, и тоа е нешто што залагам да во догледно време биде достапно до јавноста за луѓето да знаат во најмала рака и да ги гледаат визуелно, меѓутоа и за овозможи на некои идни генерации можност за истражување. Јас сум еден кој што го работи сето ова, значи фриленсери и ентузијаст, меѓутоа ова приказна не смее да застане. За сега се 5 книги, 6-та е на пат, меѓутоа материјал има колку што не можеме да замислим. При тоа мислам на еден широк пристап на согледување на нештата. Јас се занимавам со факти, Македонија се уште недостасува сериозни анализи од различни аспекти, социолошки, општествено,
политички, културни, било какви анализи на она што се нарекува рок музика и ситуацијата во општеството, односно тие испреплетувања на влијанието на урбаната музика врз движењата во општеството и обратно. Значи, Лавоко си навлекал во приказна очигледно. Да, ама не можеш сам да постигнеш се, да ги разгледаш од сите тие аспекти и затоа ми е желбата со тој архив што се обидувам да го направам и музеј, е токму заради тоа сите овие физички материјали ставени на едно место и можност на некои идни генерации студенти, средношколци да доаѓаат да истражуваат, значи зашто да не се пишува семинарски, магистарски докторати на тема урбаната музика, влијанието на неа врз општествените текови, движењата, бла 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 бла. Значи многу работи уште фалат да се истражуваат. Апсолутно, ако знаеме дека сме талентирана нација, музички талентирана нација, културно сме, ние сме богати со култура, меѓутоа таа култура бара систематизираност, архивирање и представување пред јавноста и пред се тие влијанија едни на други врз општествените движења мора да се согледа. Значи ние не сме станале самостојна држава сами по себе ни текнало, нели? Имало некои движења, процеси, субкултурни, културни, било какви процеси кои што допринеле до сето тоа, а за жал до сега не сме ги согледале. Значи многу држави од нашето окружение ги согледаат тие работи и му дадоа признание на некои, ајде да ги наречеме правоборци. Не знам колку знаеш, пред неколку месеци, може година дена, словенците му дадоа сериозно признание и на Перо Ловшин од Панкрати и на Лајбах, државни признанија за влијанието во самостојувањето на Словенија. Значи тие ја раздвижеа младината преку авангардните идеи кои што ги поседува и кај нас има такви музички и културни дејци кои што сериозно влијаеле во позадина на самостојувањето на Македонија и на кревањето на тој победнички дух или ослободителен дух, како да го... Меморија ми за Арле Писол во тој период. Многу ги има, многу знаени и незнаени. Знаени и незнаени. Значи, да не ја навлегуваме темата, ние да ги разглаваме во една ваква емисија тие работи, меѓутоа мизар се многу битни во тие 80-ти години, кога се тој дух кај младите развиваше за самостојност, за слобода, за чувството на припадност кон нешто што си го имал како историја, како традиција, така да... Така, ќе ми текне во тој период, тебе Симе сигурно се сеќаваш на концертите на Мизар во Скопје, обично во 25 мај, нели, се одржува, имаше 300, 400, 500 луѓе. Ќе отидеа во Словенија, негде ќе отидеа во Хрватска, полнеа сали, правеа онака лудило, нели, во тој период. На што се должеше таа приказна, конкретно со Мизар, еден од кој што е вака најпознатиот можеби бенд во овој период надвор од границите на Македонија. Зашто толку не го прифаќавме овде, го прифаќавме, да речеме, во... Можда дека беше поавангардно малку од се останато во тој момент. Сепак они носат Мизар, која ги избориме, мора да ги спомнеме и телонаука совршена, и Апореа, и падот на Византија од тој период, и што вика Тошо, и многу други што не ги знаеме имало. И они инсистираа, нели, да се започне да се снимаат албумите, да се изданијата на македонски јазик, бидејќи сите тогаш пробуваа со понекој хитче, нели, на братските ни јазици, братство единствени јазици, словенечки ли, хрватски ли ќе биде, српски ли ќе биде, да се вметне неколку песни, да се вметнат една-две песни на македонски, а другото да си биде за југословенски пазар. И веројатно не беа спремни луѓето за такво нешто и за таква авангарда да прифатат дека може и така. Тоа е мое мислење и да, беа послабо посетени, додека не ни кажа од Словенија, од Лјубљана, од Загреб и од Белград дека абе, вие многу добри си, и онда сите почнавме у груди да се удираме. Да, најбољи се наши. Наши се Мизар, нели? Да. Точно се вратим уште малце на овие прекрасни енциклопедии кои што навистина човек како мене што цел живот слуша рок музика, представувам едно богатство кога го гледам вака на маса. Кажи ми приказната како е, каде може да се набават, каде може да се најдат, каде може да купи човек овие работи за да се доедуцира. Да, ќе бидам краток, во сите книжари во Скопје и оние кои што постојат низ Македонија може да се најдат овие книги, освен за Мизар која е веќе распродадена, немам доволно примероци. Распродадена? Убраво. Не дека и некој голем тираж, ама ја обично книгите ги правам повторно, ќе се навртам на тоа колку ќе успеам да добиам средства, толку тираж ги правам. За жал не можам повеќе да инвестирам од она што го немам.
Меѓутоа, сами по себе книгите кои се разгледат кажуваат за таа македонска урбана историја. Меѓутоа, еве сега зборуваме за ситуација каква што ни е културата во Македонија и сега неодамна пред некој ден дознав за една информација дека одредена особа, сега не ќе да именувам, се залага за воведување во наставните програми или за поставување на некои темели за популарната култура. И тука во тој програм што е направен се ставени како извор особено македонската рок енциклопедија. И од тоа биро или не знам како е вратен проектот со образложение дека македонската рок енциклопедија не е валидно дело врз основа на кое што можеш да се повикуваш за да составуваш програма за изучување на популарната култура. И се прашањето мое, ако ова не е валидно, а не постои друго, не дека го фалам дека е најдобро од сите направени, него е прво почетно нешто од кое што може да тргне да се имплементира таа македонска популарна култура, која што повторно ќе кажам не е за занемарување, тоа се 60 децении рок-н-рол, а при тоа се јас зборам за рок музиката. Кога збориме за една таква програма, се збори малку пошироко, значи и популарната музика во смисла на поп музиката, сите тие изведувачи, и такво е нешто нужно да се направи за некои, ако го допреме после темата за Аца Лукас и слични работи, за да не ни доаѓаат напливот, ние треба од млади нозе децата да ги воспитуваме на македонската култура. Сега каква банална ситуација и абсурдна да кога се понудува една таква програма наеднаш да се стопира под образложение дека нема релевантни академски истражувања кои што ќе може да бидат база на една таква програма. Тоа е сега што е прво кокошката или јајцето, значи ова не е академски, ја не сум академски како се вика, академик или доктор на науки, сето тоа, меѓутоа, пошто тие не се зафатиле со таа работа, сум се зафатил јас, а у 99% случаеви ова е проверено и сигурно дека е релевантно на докторско ниво, на било какво создаден труд кој што вреди да биде основа за создавање на една таква програма. Не е идеално, ништо не е идеално, ама од некаде треба да се тргне. Ако чекаме дека некои академски доктори или академици се зафадат со вакви истражувања, ние чекаме се уште да имаме и национална енциклопедија, па немаме. Ова е прва енциклопедија воопшто што постои во Македонија. Така да не сме априори да се одбива, него треба да се прифати како основа, да се доистражува, доработува сето тоа, ама не да биде уценета со тоа што Филиповски нема академска титула и нема докторат. Ова само по себе е докторат, иако е неформален. И е поддржано од Министерството за култура, значи е релевантен документ. Министерството ни тие нивни филтри увиделе дека ова тогаш 2018 треба да се поддржи и сметам дека сега не треба да доаѓаме до таква ситуација да некои институции ставаат сопки за да се развива таа приказна за македонската култура и македонскиот идентитет низ призмата на музиката уште од како се вика, оние почетни стадиуми од мали нозе да се децата учат на што е култура. Треба да се побрза заради тоа што голем дел од тие луѓе се уште се живи. Имаме сведоци на сите тие работи, дур се тука, дур се уште активни тие луѓе. Треба да се стварно треба да се прашаат, да се види што имаат материјали, отинели полека си отишол човекот, стварите останале по дома, ајде ќе продаваме куќата, ќе продаваме станот, тоа се зафрлило и ќе нема трага од тоа. Треба што побрзо да се направи тоа. Се надам дека овој апел ќе се надмине овој проблем во брзо време. Ќе рок енциклопедијата ќе представува баш она што треба и да го учат и малите генерации. Еве Симе, те знаат сите као Симе Југотон, ти текува, нели? Така да вика сите Симе Југотон. 20 година поминаа таму, нели, од прилика. 20 години, колку што се сеќавам. Од прилика, малку поише, ама тука, 20 и нешто. Така. Иначе Југотон за вака помладиве генерација на култно место во ГТЦ, каде што на времето имаше редици која се чекаше за носачи на звуци. Кажи ми, Симе, колку е тешко да се живее од рок? Велам колку е тешко, бидејќи и порано беше тешко да се живее од рок и од музика, меѓутоа еве се модерниве технологии, модерниве времиња, секој носач, секоја песна може да ја симнеш од интернет бесплатно да си ја слушаш, секој може да ти одштампа мајца, што знам, во Кина со Led Zeppelin да ти ја прати за 3 денари и така натаму. Како се живее во денешно време со оглед на тоа дека во моментов, нели, ти со твојот дуќа во трговскиот центар си една од можеби последните оази на рок-н-ролот во Скопје, сретилиште, кај што може да се
да се видат луѓе. Моето инсистирање е отприлика слично као на Тошо инсистирањето. Ја се трудам да работам со младиве бендови, со музичариве кои што сега доаѓаат. Постои огромна сцена, неверојатно мислам не е само квантитет, има и квалитет во таа сцена. Да не ги редам по име бендовите, тоа се све луѓе кои што се студенти, средна школа завршиле, студираат или само што завршиле факултет. И они се борат со тоа, дали да продолжат да се занимаваат со музика или да си најдат работа, да баталат све тоа и да тераат живот. Као што било секогаш кај нас. Тешко е, да, но ја друго не знам да работам. Јас знам да ги соберам на купче, да се видиме, да се договориме изданија. Порано се правеа по 500, по 1000, по 2000 комада, тоа беа мали тиражи, збориме. Сега се уште помали тиражите, но не е важно, битно е да се појави. И драго ми е дека младиве генерации сватија што значи да се појави физичко издание, дека не е само да го издадеш на Spotify, на платформи, на YouTube Music, све едно каде. Не е финтата само таму да го има. Финтата е да се појави физичкото издание, ако не друго, на секоја свирка која ќе го ставиш тоа таму, па некој ќе дојде и ќе го купи. Ќе ја купи таа маичка, ама мора да постојат физичките изданија за да можат да се продаваат. Така. Оти овозможувањето на платформите е да си преслушаш за без пари. Ама друго е кој ќе ти се допадне свирката која си таму присутен, нели, у просторот кај што свират и тука го гледаш плюс CD-то, ти се допаднал бендот и 300-500 денари ќе извадиш и ќе си земеш. Одлично. Се наметнува едно само по себе прашање, ова што го кажа, до двајцата. Дали во Македонија има култура на купување на носачи на звук и рок литература? Дали... Сега ја ќе ти одговорам на ова и ќе се надоврзам на Симон. Во еден момент не се согласувам, тој го употребува, мислам дека го употребува терминот сцена махинално, а не промислено. Јас сум на тврдење дека во моментов Македонија нема музичка сцена. Така е. Постојат бендови како никогаш досега, значи извонредна генерација на млади бендови. Меѓутоа, самата таа приказка за сцена, за сцена или за индустрија, две различни работи, меѓутоа и едното и другото во Македонија не постои. За да имаш сцена треба да имаш што повеќе вакви подкасти кои што зборуваат за музика, музички емисии, издаваштво, музички продавници, платформи за музика и ред концертни простови, домовите на култура да функционираат како што треба. Значи сцена немаме. Сцена дефинитивно немаме, а имаме некои суштествени проблеми кои што треба институционално да се решат за да не биде урбаната музика на питачки стапи, да не се молиме во Министерството за култура за одредени ситни работи како што се издавање на CD или треба да се постават основите. Еве, на пример, неколку нелогични работи. Пред 20 на години издавањето на книги беше доведено на рапна екзистенција во државата, значи пропаѓаше издаваштвото. Една фантастична идеја се направи преку Министерството за култура се направи програма за издаваштво на книги. Сега веќе имаме 100 книжарници, 5% ДДВ за книги, можност македонски автори да пишуваат, да се издаваат, луѓе да читаат. Сега имаме парадоксална ситуација. Музиката која што исто културен продукт е оданочена со 18%. Книгите се со 5%, да. Так. ДДВ. За разлика од книгите, музичките изданија, физичките музички изданија нема можност да се прават во Македонија, никогаш немало. Плочи, цедиња, касети се изработуваат во странство, се увезуваат и плаќаш у старт 18% и ја прави неконкурентна. Сакам да кажам, никогаш сме немале технологија во Македонија за плочи прави. Југотон, ПГП, за плочи не. Беше касетна продукција за касети на МТВ. да, за касети да, за плочи не. Што е само да не биде дигресија од темата, да, сите грамофонски фабриките за изработка на грамофонски плочи во времето на Југославија и во Источна Европа, не само во Југославија, со суровина се снабдувале од Охис. Материјалот доаѓа од Охис, а Македонија никогаш не изградила своја сопствена фабрика. И тоа е приказна анегдоти кои низ истражувањата сум ги дознали и се страшни, поразителни за Македонија како држава. Но ситуацијата е таква и сега наместо имаш ситуација во која што една култура музичка ти пропаѓа буквално на колена, значи не можеме да зборуваме ние за сцена и за развој на музичката култура, а да при тоа
се остава на ситуација тие 5 и 18% и се на приватници, на луѓе кои што имаат желба и ентузијазам да инвестираат у таа култура, а државата да не ја субвенционира. На тоа при тоа мислев дека е нужно да се отвори една програма во министерството кај што и овој мал број на луѓе кои што сакаат да издаат своји изданија барем делумно да бидат субвенционирани или ослободени од тој притисок. Втора ситуација, домовите на културата кои што ги има насекаде и веројатно се на во еднаква број како и во Хрватска и во Словенија, Тито кога градел во сите градови, кај нас работат во една чудна ситуација со работно време кое што ама нема никакви допирни точки со културата. Од 8 секој ден, од понеделник до петок до 16 часот и во сабота и недела не работат. Кому продаваат култура? Кому нудат култура? Да, додека се луѓето на работа не би можеле да работат. Кому и што работат тие луѓе во центрите за култура? Значи наместо да се отворат за уметниците од своите градови и да се направи една мрежа на тие домови кои што бендовите нема да молат за милостина, него редовно ќе концентрира одржуваат концерти низ градовите, кај што ќе се отворат продавници за музички изданија, значи ќе бидат достапни, децентрализација една во вистинска смисла на зборот. Ние имаме ситуација во која што тоа сето не функционира. Значи, основните столбови за создавање на една сцена со како се вика тоа, стратегиска поддршка на државата, не е содавање по некој динар така и фрдање, тоа е супер, меѓутоа на долги патеки не ни ја прави стратегијата за развој на македонската музика сериозна. А ти во самиот увод кажа дека музиката е еден од основните столбови за културна дипломатија и за препознавање на државата надвор од сопствените граници. Значи немаме експорт офис кој што имаат сите нормални држави, што значи поддршка на музиката кој што излегува надвор од границите на Македонија, да можеш во што повеќе држави да отидат бендови да настапуваат и што повеќе да шират приказната за Македонија како сериозна нормална држава. Тоа е најевтината реклама за една држава, нели? Музиката, спортот. Јас искрено се надевам дека еве со новото Министерство за култура, нели 2 години колку функционира, дека знам дека е во фаза на изработка на таа стратегија долго очекувана за култура, дека овие работи ќе ги имплементира или доколку не е свесна за нив ќе повика некои од луѓето кои што се од независна сцена. И јас и Симо не сме институционални работници, туку сме луѓе кои што цел живот се посветиле на независната сцена. Значи све она што го имаме како бекграунд низ овие повеќе и од 4 децении го вложуваме во развојот на културата, во она што го нарекуваме љубов кон музиката. Веруваме во таа музика и веруваме дека таа е репрезент и на македонското минато на македонскиот идентитет, меѓутоа и репрезент на државата Македонија надвор од границите на Македонија. Кажете ми, Симе, точно зошто ја нема Македонија на мапата на големите турнеи на рок бендовите, рок звездите. Значи некако секогаш не заобиколуваат, говорам за големите, значи бендови, големи имиња. Обично нели одат на големи светски турнеи, некако Македонија не име никогаш на концертната карта, онака не говорам сега за бендови кои што веќе се на крајот на својата кариера. Ма и на крајот на кариерата ти не можеш да го донесеш Брус Спрингстин во Македонија, мислам. Освен што е проблем пари да му дадеш колку што бара, а тоа се милиони упрашања. Проблем е и кај да се постави, проблем е инфраструктурата, не можат да влезат тие камиони и таа опрема, мислам, тоа само на стадион може да влезе. Веројатно. Ролинг Стоунс ги гледа во Белград, но што тоа беше 100 камиони дојдоа таму. Да. И не сме на мапата ради тоа што едноставно не може да се плати за тие толкави имиња, не може да се одвојат пари и да биде тоа комерцијален проект кој што од карти ќе се наплати. Човече, ти испод 100 евра немаш карта нигде у Европа више за поголем концерт и за поголем бенд и 100 евра кој знае дали за 100 евра ќе најдеш карта. Знам дека пред неколку години карти за да не лупам глупости, да не кажувам имиња, карти за бендови, еве Брус Спрингстин го спомнав, во Милано беа од 100-120-130 евра па нагоре. Ама он пуни 2 стадиона, друже. Тоа не можеме да си го дозволиме, 2 концерти на Брус Спрингстин да платиме.
Али Тоа затоа мислам па, дека е на- тоа суштинскиот проблем. Али па затоа Дино Мерлин 7 пати поред. Ама да, Повеше Скопје. ама Да. повторно имаме причинско последични ситуации. Значи ја не се согласувам исто со ова со Симо дека висината Не на бе, па карта ти со ништо не Не, 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 согласи со не, не. мене, ама Проблемот ја, е- што ќе ќутам. Види, ама ова е последица тоа што го кажуваш, немањето на можност да платиме по 100 евра карта не е толку до моментот на имање на финансии во моментот сега да ги кеширам ја 100 евра. Проблемот е на градење на публика, значи публиката кај нас е навикната на 300 денари карта, така е. Е навикната. Белград и Загреб е сосем поинаква ситуација, таму никогаш сцената не престанала да функционира, таму никогаш Не, таму имало индустрија тоа што збориш. медиуми, индустрија постоела и затоа е сега повторно ќе се навраќаме ние на нашите муабети дека ако од старт не започнеме да градиме генерации кои што ќе имаат поинаков пристап Молат кон зашто таа рок до сега култура. немало, тоа беше, до сега немало Тоа е ради тоа ситуација, што не може немало. сега да се враќаме наназад, немало. Значи, Purple 3 пати ни дојде, ама само Јан Гилан, онака, не личи на Purple, на Тоа е друга Джо приказка. Кокер беше, или еден куп Били Айдол, ама не залезот на кариерата која веќе Ама не е тоа, нели? Повеќе е проблемот за тоа што немаме спремна публика, ние не градиме публика, ни овие неколкуте промотери што ги имаме не градат делот сега, тоа е приватна иницијатива. Не ќе ја да ги натерам, нити можам да ги натерам дел од средствата кои што ги заработуваат да ги вложат во создавање на такви портали. Замисли ситуација, па ние немаме единствен македонски портал музички, исклучиво музички, као Равнододна, као не знам тие Music Box, као парадоксална ситуација, значи со Даде децении магазин не, за магазин, музика. ајде запишувано немаме Нека што и немаме одамна, електронски. ама електронски кај што на дневна база ти ќе се информираш за состојбите во музичката култура. Ќе се навратам на ситуација, лани бев на една турнеја по Америка, со мала поддршка на Министерството и со голема поддршка на пријателите од македонската диаспора и од Македонија кои што донираа средства за да можам да направам турнеја низ 8 града во Америка кај што ќе зборувам за историјата на македонската рок музика и првиот и главен и единствен проблем кај сите тие млади генерации, збор пред нив најчесто се обрекав е што како ние да дознаеме што на пример лупетам Супер Хикс објавиле албум па ние не знаеме. И доаѓаш до ситуација, да, навистина, ние немаме портал кај што они секојдневно као овие политички веќе можат да се информираат, тоа е тоа. И така се гради и млада генерација на публика. Идеја, можете двајцата да направите, нешто слично да се ова што го правам. Зашто да не направите подкаст Види, за музика? Ја мислам дека ја и Симо сме доволно возрастни за да има и друг момент. Јас сметам дека таквите приказни веќе треба да ги прават по младите генерации затоа што тие нивни генерации веќе ја презимаат приказна. Ние постарите сме вака да солиме памет, што би се рекло и да зборуваме. Советници да им бидеме. Младите треба да ги преземат сите тие иницијативи. Мене ми е глупо јас да зборувам сега и ги спомнавме некои од овие младите бендови кои што сега екзистираат и за поддршка. Ама нивната генерација и тие зборуваат за проблемите и ситуациите на нивната генерација, не зборуваат за мојава генерација и јас кога би бил ситуација да правам разговор со нив, не сум толку сигурен дека ќе можам да ја сватам нивната како се викаат тие нови генерации X, Z, како и да е, нивните согледување на светот и на живењето во Македонија. Тие самите треба да ја преземат таа приказка и да ја направат интересна, а дека недостасува. И кога би имале некоја таква приказна со се ова што го збориме, сметам дека за едно 10 години создадена публика сериозно, ние ќе можеме со нормално сознание дека таков концерт треба да се плати, нели? Да. Ние тогаш би можеле да зборуваме или овие промотериве да зборуваат дека можеме ние да се дрзнеме да донесеме бенд од првата класа и при тоа да се плати по 100 евра. Ние ако ги приметувате коментарите на сите кога имаме такви случувања, ретки, ама и имаме, коментарите секогаш цената е преголема, ама навистина не може да биде мала. Па да, навистина коштаат. Моментов кога у светот и издаваштвото е ставено на маргините и бендовите веќе не заработуваат од тоа туку само од концерти, цените се баснословни. Така. Арно, ама ако имаш ти создадена, изградена публика која што сака да слуша современа рок музика, тогаш тие нема да име проблем да дадат. Пошто даваат,
Она кој го спомна ти на Ушче Ред Хот, што се Rolling Stones. Rolling Stones, па сигурно од Македонија имало неколку илјади луѓе таму. Ма и повеќе. И повеќе Така да тие луѓе сакаат и даваат средства, еве на Music, на Exit, На In-Music редовно одат, да. Македонци многу или во Бугарија на концертите, ама Да, Ред Хот Чили ги гледа по Софија, во Армејски беше преполно, па сигурно 2000 македонци имаше на концертот. Возможно е, ние треба да работиме на ширење на таа публика, значи и после него допревме, ама и не мора да го допираме темата со овие северниве соседи, ама Ќе спориме после. Добро, ама во таква ситуација кога ние од базата ќе градиме сериозна младина со критички став према се, значи нешто да ги согледува малку како што треба и музиката и љубовта кон македонската музика и култура биде на високо ниво, тогаш и тие самите ќе знаат кои ќе дојдат во своите години на посета, на можност да се посетуваат концерти, ќе знаат да проценат дали вреди да се даде или не вреди, на што треба да се отиде и на што. Вака џабе галамиме ние зборуваме против слични такви увози од страна која најголем дел од популацијата за жал е заразена во изминатите 3 децении, е заразена со таков шунт кој што доаѓа од северниот, источниот или кој веќе не сосед. Види, прататковина на турбо фолкот е Србија, татковина е Бугарија во моментов. Така вика. Веројатно. Прататковина и татковина, каде што. Ајде, кажете ми екзит во Скопје. За што станува збор? Нели говорат. Па види, јас сега слушнав дека денојве се одржуваше една пин конференција по 12 пати која што е многу захтевна и мене ми е жал што многу малку луѓе одат да посетуваат, а тука се врвни луѓе од шоу бизнисот. А е бесплатно. А е бесплатно и се разноразни панел дискусии кои што тангираат разни теми. Тука беше и основачот на... А и многу од бендовите, извини, овие што ги збориме, младиве бендови се присутни тамо, локалната сцена има, странски бендови има, баш момент да се спојат, да се видат, Тоа се шоу-кейс фестивали во генерално, кај што младите бендови се представуваат, а тука имаш менаџери од цела Европа или цел свет и пикираат бендови ги носат на фестивали. Мене ми е драго што еден од тие фестивали се летово што ќе случи у Бугарија, го бенди са ептен настапот на Готра и Вели, договори настап на Hills of Rock, мислам дека се викаше фестивалот, и во Пловдив, кај што годинава мислам дека ќе настапат и Sex Pistols и Мерли Менсон и такви. И он изрази желба да го викне и Готра, но не се. Беше и основачот на Exit Иван Миливоев, мислам дека се викаше, и он ја спомна приказната дека ајде, не ќе да навлегувам политичкиот момент дека следнава година нема да се одржува во Нови Сад, ама прават дисперзија низ неколку региони во светот и локални представувања, локални изблици на Exit. Такво нешто ние имавме во минатото. Уште ти која работеше месечини во југото, имаше припарти на Exit, еднодневни настапи, представување и сето тоа. Имаше и во Струмица некоја варијанта на Exit. Ја мислам дека тоа такво ќе биде. Значи еднодневен фестивал, Exit ќе се донесе веројатно некој голем бенд, ама тоа не е приказна на долги патеки, тоа не е sustainability. Дури да си најдат Exit кај да се... Да, ние треба да изградиме свој таков бренд. Свој Exit. Свој Exit, ние имаме услови за такво нешто, значи The Festival е одлично, сега шета нешто, дојран штип, не знам каква варијанта, ама е фестивал и таксира цел така, голем калибар. И ние треба доста сериозно да вложуваме за да развиеме сопствен бренд. При тоа ја не сум присталица на она кога се зборува за културен туризам, фестивал од еден ден не е културен туризам, фестивал од неколку денови е културен туризам. Во зачеток, фестивали неколку споени во мрежа преку цела летна сезона, тоа е вистински културен туризам. Тоа е исто така на Пим пред неколку години пријателите од Хрватска го елаборира како тие функционираат на потегот Шибеник, Пула, крај брежјето. Значи, дури ја поместија и сезоната на екзистирање на градовите, на туристичко екзистирање, на почетоците фокусирани на пикот на сезоната во Пула и во Шибеник, и потоа во соработка со градоначалниците ги поместија фестивалите некаде септември кога сезоната изумира, меѓутоа е идеална за таков музички културен туризам. И мрежување на фестивалите во практичен смисла, еден фестивал завршува, започнува друг, трет. И најчесто соработуваат со агенции од Англија, барем они во ситуацијата Хрватска, кои што преку чартер летови им носат туристи и за 15 дена ги шетаат низ сите фестивали. За сите нив е тоа страшно ефтино за тие западни туристи, затоа што овде на овие фестивали може да бидат бендови кои што за многу поголеми пари ќе ги видат во Англија.
И тие на 15 дена си прават буквално туризам. Преспиваат од еден во друг, во трет, во пети, во шести град и се оставаат баснословни суми на пари. Не знам дали смеам да спомнам една анегдотичка. Значи дури до кај е отидено за работката, значи обично кај на нашите концерти полицијата ќе дојде и ќе брка кој запалил цигара, тревка или сето тоа, па ќе го извади, па ќе направи скандал од сето тоа, а таму полицијата функционира на принципот доаѓа, пушиш, окей, картичката ти ја вади, бидејќи се плаќа со картички, не со кеш, еве ти автоматот, казна 10 евра, казна 10 евра. Од еден фестивал, во 3 дена, полицијата заработила во Пула 200.000 евра. Од цигари. Од цигари. Енглезите не име проблем, окей? Окей, да, 10 евра, слободно. Така да, се е бизнис тоа. Тоа е културен туризам, значи не да пропагирам, меѓутоа, начинот, наместо да го рушиш фестивалот, случката, да правиш скандали, можно да се заработи и од тоа. А се работи за автономни зони, при тоа да не зборам са, нели, ако во градот си патен не е дозволено, ама овде фестивал и автономна зона. Тука можеш тоа да го правиш, окей, ама ќе си платиш казна прекрашок. Така, нема да те приведат. Па нема да те приведат. Ова самото што го кажа наметно едно прашање, летото нели обично е со помала активност на бендови, музика, културни настани, секогаш е тоа така. И обично тоаш доаѓаа овие звездиве во завеѓање во Македонија. Обично тоаш доаѓаат на летен период. Што мислите? Кажавте дека е многу скапо да донесеме големи светски имиња во Македонија да настапуваат од Рокфелата. Што мислите? Дали му е потребно на Скопје летна рок сцена, летна сцена, на која што ќе може да настапуваат овие големи имиња од светската турнеја, кои што можеме летно време да ги донесеме. Бидејќи условно кажано, условите да речеме во Борис Трајковски нема доволно квалитетна акустика, клизалиштето Плаја Виста е многу послабо, нели, со луѓе. Дали му е потребно на Скопје да има летна сцена на која што нели ќе се одржуваат вакви концерти? Секаква сцена му е потребно на Скопје, и зимска и летна. После универзална стварно лутаат луѓе кај да направат концерт. Например, концерти универзална собираш 1500 луѓе, можда треба нешто поголемо да е тоа. Фали константно да има негде да се одржуваат концертни простори, фалат од сите аспекти. Сега ти филхармонија и опера и балет се за друг тип музика, МКЦ е за сосема поинакво нешто. Ама фали простор каде што ќе може. Таква летна сцена, то делумно мислам дека она што Скопско лето што прави, се занимава повеќе со некаква класична музика, со джез, со тоа, и едноставно треба таквите институции малку да се отворат кон она што се случува во моментот и да дадат. Новиот градоначалник ти дека на Скопје дека ќе направи летна сцена. Неговото во програма го има и мислам дека ќе биде добро тоа. Супер е тоа, супер е, нека види и за зимската сцена да, ако може, пошто и после ќе не му зима кај да идат да свират, пак ќе треба по кафичи, по такви места кај што не можат ни карта да наплатат. Малку е све тоа наопаку во моментот. Јас навистина имам големи очекувања од Орце, градоначалникот нели на Скопје, затоа што самото намигнување кон културата не треба да биде намигнување, него треба да биде поглед свртен кон културата. Скопје е метропола, сакале некои да кажат не е така или е така. Да, Скопје имало и подобри времења и полоши времења, ама тоа треба да се врати тој континуитет или таа убавина на Скопје. Дефинитивно фалат простори, ама ова ти што го спомна се мали простори. Тоа се за 1000, 2000, 3000 луѓе. Скопје му фали сцена, 10.000 зборам, 10.000. Го збориш хиподром. На крају крајева и не мора да биде Скопје, околината на Скопје, отворени простори за летно време, кај што може десетици илјади луѓе да собере. Например, виадуктот што е овој нели Скопски. Се е близу. Види. Идеално место би било, нели? Не во градот, ама тука близко. Ти од кој си влегол у Белград доидеш до хиподром, колку ти требало време, нели? А што е проблем Македонија целата 1-2 сати за може било каде да се најде таков простор за летни настани кај што ќе собере десетици илјади луѓе, вистински голем настан. А Скопје за капацитет од 1000, 2 до 5000 сериозно му фалат и затворен и отворен таков простор. Да. Ама вакви мали само треба да се реактивираат за отприлика до 1000 луѓе. Во парк имаш неколку такви простори, имаше и летна сцена, на времето Картер што држеше едно тоа арена, ракометното игралиште, школка, има такви простори кои што треба да им се даде можност да се реактивираат, ама не мора да се гради нешто такво.
сериозни концертни простори за градење треба барем 1 до 2 треба да има такви изградени, нели, кој што ни беше на времето непрежелениот саем. Да, и тоа беше алтернативна варијанта. Па беше алтернативна, ама саемите па секаде, саем и у Белград функционира и у Загреб за такви културни. Сега не сме саемски град, да. Да, има саемски град, да, не можеме да играме ово на времето. Ајде, она што сигурно вака највише ве интригира вас луѓето кои што се бавите со рок музика, спомна нешто тоа што, значи, Антонио Димитриевски ми беше гостин во Проверитас пред 30 на емисии и кажа дека во изминативе 35 години од Македонија се спумпани над 1 милијарда евра од настапи на диво, тоест без пријавен настап, без платени данъци и така натаму. Што мислите, како може да се стави крај на ова? Говорам, претежно тоа се турбофолк пејачи, значи нема договор со менаџер, директно кафанџијата се договара со пејачот, доаѓаш кај мене во кафана вечер, на раката ги давам парите, си одиш. Па добро, тоа постоело од секогаш, дали од странство или од овде си ги викаат, доаѓаат, свираат пари на рака, тоа од секогаш постоело. Треба да се дефинира што е концерт, зашто доаѓа, како доаѓа, што вика точно оданочувањето да се определи за кого колку ќе биде и како ќе биде данокот платен. Едноставно треба да се каже каде може да се одржуваат такви концерти, кај не може. Да не спомнуваме зашто знаеме дека треба да пазиме сега поише него што оваквото што си од таму од Кочани, нема ја да му раскажувам што е, ама сегде постојат такви места као таа дискотека ли е што и да е. Сегде постојат, сегде се прават тие свирки, ги викаат концерти, настапи, цело време нешто се маскира. Па ако може некој да ја прави пин конференцијата по сите светски стандарди, ако може да се прават онакви големи фестивали као што се прават, по стандардите, да има полиција присуство, да има брза помош, да е све платено, подмирено, да се знае бројка на карти, у денешно време е лесно, преку систем се продаваат картите. Колку се карти продадени, колку се гратиси дадени, све да се знае, тогаш ќе се воведе ред. До тогаш тешко малку. Мора да се стави рамка и да се знае почитување на законите или онаму кои што не постојат законите по однос на сето ова сима што го кажат, да се стават во таа нова стратегија или било што. Да се стави, да се знае зашто се работи. Инспекции за такви. Зашто не одат, не посетуваат, не разгледуваат. Па бевме во Кавадарци, или што се случи ова со Аца Лукас, тоа не било концерт, било пријавено као презентација за биткоин, некој што го продавал Аца Лукас, не било концертот тоа вечер. Тоа било требало 200 луѓе, има 700 луѓе имало внатре. Така има многу, ама еднаш треба да профункционираат нештата кај нас. Повторно пак ќе се навраќам, ако сакаме да зборуваме дека во Македонија сакаме да изградиме сцена и сето тоа. Значи, најголем дел од законите постојат, само треба соодветни служби тие да ги пременуваат. Не може исплаќање на рака, што лесно се увидува, нели? Идеш таму, договорот кај ти е подпишано, платени средствата, уплатница, па тебе ја извештај правам за сето кој ќе добија од министерство, треба за се да имаш документ. Така. Да пополниш и така да они зашто да не пополнуваат. И тука се надрзува и друг еден момент. Ние се некако сме нафатени да бидеме описменек, црноризец храбар, нели, пишување се на рака. Си му ги спомна, постојат софтвери и системи кои што лесно го следат тој трак на нештата. При тоа мислам во конкретниот случај и на зампи на конечно тие изведби во медиумите кои што не се евидентираат како што треба. Сите знаат, ја не сум музичар, ама сум слушал од луѓе истражувајќи вака милион такви анегдоти и приказни дека нивни песни не се заведуваат кога ќе се емитираат. Друга приказна е што воопшто некои не се ни емитираат, некој таму на рака запишува што се емитирало, па доставува за замп, па 5 луѓе добиваат средства. Замп испадна дека е една затворена илегална масонска група на луѓе кои што не сакат да се прошират кон луѓето кои што им ги овозможуваат средствата за да живеат од нив, а ги даваат тие средства. Значи, интересни бе и со некои тантиеми што ги пуштаат, што никогаш не сум го чул на некој човек кога го читав таму на листа, нити го знам ни кој е, ни што е бил вработен во момента, си ги пуштал тоа. Па зашто мора да е на рака кога постои софтвер кој што го евидентира тоа? Не мора да значи дека се пуштени. Да, и воопшто не да се запишани дека се пуштени. И никој против тоа не збори и така да кажете замп буквално се хипотетички со алваџиски тефтер се пишуваат со рака. Не знам замп како прават, ама до замп стигаат тие и замп врз основа на тие записи веројатно ги врши исплатите. Мене и друго ми смета у замп. Значи
значи има еден момент, оноко колку што знам, има еден момент на нераспределени средства. Значи ЗАМП не е отворен према младите музичари да им каже дека вие сте должни, односно е убаво да се пријавите во ЗАМП, вашите дела да ги заведете, па колку толку, нели, ако се емитираат, тоа е друга приказна, ќе добиете средства. Младите воопшто не се бендови заинтересирани, затоа што ЗАМП е затворен, не прави едукација, што се придобивките на музичарите. Исто се желат луѓето што се бават и со фолк музика, ви го кажам. Истото со знам. И само еден мал број на луѓе добива средства затоа што тоа е за еден затворен круг и дел од тие средства што стигаат, значи може бенд, ајде да не именувам никој од младиве, случајно некаде ќе биде имитиран и ќе добие 100 денари на ЗАМП и тие 2 години стојат на сметка и никој не ги дира и они си ги делат као тантиеми или као заработка или што. Например, ја од моја гледна точка, овие книги што ги пишувам, немам денар од ЗАМП. Од колегите мои кои што у Загреб, например, или у Белград пишуваат, нивните здруженија за како и да се викаат, заборев, што авторски права штитат и механички со, имаат одреден буџет кој што стимулираат и музички и пишувани изданија, значи и книги. Нашиот ЗАМП нема тоа. Али не е тоа толкавиот проблем. Значи проблемот е најголем. Отварање према помладата популација музичари, објаснување дека заштитата на нивните авторски права е приоритет и можеби не големи суми да купуваат станови, меѓутоа пристојни суми у годината можат. И тука се надоврзува ако таа спирала или тој ланец секој си ја врши својата работа, тогаш и јавните сервиси нема да пишуваат на рака, него сериозно ќе воваат софтвери и тие софтвери сериозно ќе ја прикажуваат приказната со надеж дека и медиумите наши пред се јавниот сервис, меѓутоа и останатите медиуми за кои што сметам дека треба да имаат малку поголема општествена одговорност и не само декларативно, кога имаме скандал да се изразува дека Македонија мора да забрани влез на шунтика и тук наплив на шунт музика, туку и самите да допринесат преку своите програмски шеми и програми, што повеќе застапеност на македонската музика. Значи, тоа е исто сериозен проблем кој што го ние имаме. Нели има некој закон, ама у 2 сабајле пуштаат радија, гледам. Ама ни тогаш не ја врши работа. Ја не можам да го сватам овој момент, помогнеме или да разговараме со некои луѓе. Ја не можам да сватам како немаат желба да пуштат па и во прайм тајм термини македонска музика. Мислам, чуму ние зборуваме за македонска гордост, за македонски идентитет, за секога ни срам да си пуштиме своја музика. Скандалите од типот на Аца Лукас и ова, како и да се викаше, пејачката, само се инцидентни кои што поаѓаат токму од ова. Ние самите не си даваме важност на себе си. Не можам да сватам дека приоритет ќе биде на порталите, пошто телевизиите ајде не сум заприметил, меѓутоа да секој утре сабајле кој ќе отворам по некои портали да зборуваат Цеца се облекла вака, Цеца отишла ваму, прошетала, а при тоа да не чујам еден збор, Горан Трајковски Готра настапуваше турнеја со Вејанов низ Германија, низ 5 града. За самите себе не си зборуваме, ние не се гордееме со она што ние го создаваме, се гордееме Цеца кај се прошетала или Аца Лукас што направи. Игнор на такви работи. Игнор, него концентрација на да ги обучуваме. Не, дека ќе постојат такви што ќе јавуваат, нека постојат. Нека постојат, нека си бркаат работата. Игнор, тоа е класичен игнор и почитување на законите. И јас дури би додал и посебен начин на одночување на таква музика. Тоа веројатно исто има начин, не знам за тоа не сум сигурно има законски. Хрватите конкретно, нели, кога баш оној што ги спомнувате, нели, локален бенд, кога настапува, мислам, локален хрватски бенд или пејач, една ночната стапка кога доаѓа некој од странство е драматично различно. Ма така е, нели, сега и Америка баш зборев со пријателите таму и многу мене ме нервира, сега не ќе да омаловажувам никаков вид на музика, меѓутоа јас се залагам за ова што се залагам за рок и рол. Мене ми смета таму што она што го видов дека у ситуација кога има македонците во диаспората имаат празник, како што и ние ги имаме и они ги празнуваат тамо нашите празници, се до тоа, ама за таквите настани најчесто доаѓаат фолк и изведувачи. А овие помладеви генерации пораснале овде пред да се иселат, пораснале на нешто сосем друго. Меѓутоа,
тоа не доаѓа до израз. И сега нашиве одат тамо на концерти на Ван Гог, на концерти на Риблја чорба, на концерти на не знам кои рок бендови, а при тоа не можат да се пофалат да ги повикаат своите пријатели од тие екс-југ простори на ниту еден македонски рок концерт. Меѓутоа ми беше друга приказнава. Овие нашиве одат углавно фолк, еден изведувач, па е многу полесно. За бендови е потешко, ама Америка си ја штити културата, тамо не можеш да влезеш да настапуваш без работна виза, па макар и за еден настап. И Така тука имаш тоа е начинот. сериозен проблем и кој што заедницата таму нивната веројатно го решава на начин на кој што плаќа тие такси или како и да се вика. Нешто слично може да се направи тука, не може да влезе било кој да ти шара по државата и да ти одржува концерти, а при тоа да не плати данок за сето тоа. Тоа е работа. И па ќе си заштитиме културата. Ќе си ја заштитиме културата. Брзо ни поминува некако време, уште неколку вака интересни блиц прашања сакам да ви поставам. Дали се сеќавате 2004-2005 година, малце политика, малце политика сега, ама не страшно. Тогашната влада предводена од Володо Бучковски го одби барањето на Џони Штолич за македонско државенство. Дали беше ова голема грешка? Ја не сум сигурен дека е тоа така. Точно, проверив. Добро, ја немам информации инаку за Џони Штолич. Проверитас, да. А не знам, има причина зашто, не знаеш. Нема образложение никакво. Си го поднел барањето, нема одговорили никогаш. На човеков. Мислиш дека си поднел барање никогаш не одговорили. Џони Штолич, да. Да добие македонско државјанство бидејќи во тој период тој веќе немал никакво државјанство. Се уште нема. Да, немал и роден во Скопје, нели? Џони Штолич во Топанско поле живее. Случајно се погодил тамо да се роди. И местото на раѓање потоа барал македонски пасош 2005 година. Тоа е за секаква осуда. Јас сум еден од оние кои што со децении исто се залагаат, пошто сум пораснат на Азра и на таа ангажирана поезија на Џони Штолич и сметам дека таквиот начин на изразување на бендовите и го поддржувам и го сакам и на македонско тло, сите оние ангажирани бендови ми се приоритет во секој случај. Сметам дека на Џони Штолич многу од поодамна требаше не само пасош, него требаше да му се додели пред се да се најде начин да се донесе на Стручките вечери на поезијата, да му се додаде титулата Ловоров венец. Тоа е нешто за што сум сигурен дека Џони би сакал да прифати да дојде и тоа ќе значи имплицира дали дипломатски времен пасош па да може да се донесе и така натаму и така натаму. Второ, улица Џони Штолич, особено ако знаете, ја не сум истражувал односно тоа која е точно зградата кај што е роден, кај што живеел, со една спомен плоча. Знаеш дека е тоа дел од туризмот. Значи, Топанско поле живеел, така? Не знам, не сум истражувал. Колку што знаме, син на офицер во ЈНА. Тоа е се општо познати податоци, ама една табла ставање на таа зграда, знаеш дека ќе привлече малски туристи кои што ќе доаѓаат до тоа мало. Значи, тоа е дел од таа приказна за туризам. Све што имаш мапираш. Куќата у која е роден лупетам Коце Икономов, куќата у која е роден Шпато. Со денешно време не мора големи табли, ставаш QR код у кој што во моментов дознава кој е кој. Таа па безбеска е настапиле па тука табла. Ги означуваш тие мапираш. За конкретно за Џони Штолич викам, мене ми е пред се тоа лобирање, јас на времето зборев со поранешниот претседател Ѓорги Иванов баш околу таа тема, пошто и тој е фан на Џони, значи да се направат напори во најмала рака да се донесе на Стручките вечери, да му се даде тој Ловоров венец на поезијата, кој што ќе одекне сериозно на овие простори, значи на балкански. Си го донел Џони и си го наградил со она што тој пред се најмногу го сака. Значи тој се смета пред се за поет, па потоа поет кој што се изразува со гитарата, нели? Како Бора Чорба, како Рамбо Амадеус, тој стил. Така да мислам дека тоа е првиот потек. Боб Дилан, да. А после се друго. А ова знам дека имало повеќе такви иницијативи, не знаев за ова дека па стигнало до таму да ние се правиме чалам па да го одбиваме. Тоа е не сме одговориле воопшто. Ја имам чуено за таа приказка и стварно не знам како да го анализирам тоа, зошто некој, ако нели побарал, зошто некој не би му одговорил? Барем да му одговориле. Кажи му не. Тоа е најчудната работа. Кажи му не, ради тоа не. Зашто не би му одговорил? Можда ништо не им значи на тие луѓе кои што го гледале тоа барање, кој е овој шо поема не е битно. Ајде, терај дале. Не знам. За жал има и такви, нели, политичари кои што од култура не знаат ни К. Така да не може. Не. Да. Па са или само К знаат од култура. Браво.
Ајде малце Ајде, и Џони е едната ситуација, ама ние не си ги, за жал, признаваме и познаваме и голем дел од нашите локални македонски херои. Јас имав една таква ситуација сега, не сеќам ни кој беше примера, ама мислам дека оној не баш омилениот ЗЗ, у ситуација која што почина, тоа беше пред неколку години, Стефче Јаневски Чивчи, значи легенда македонска музичка, значи постариве луѓе викаат кога Чивчи во 60-те, 64-та, 5-та ќе прошеташе низ центарот, сите се вртеа под него, рок н рол во фармерки облечен. Ако ќе настапуваше Бис и бендовите, вика, тоа беше внесување на еден нов дух во урбаното живење во Скопје, особено после земјотресот, тоа беше запад, цивилизација, внесување во тоа што им свирало на Радио Луксембург од еднашка. За сите тие постари генерации тоа било како да шета лично Боб Дилан по Скопје. И се погаѓа да подоцна тој живее во Германија и таму и почина, да починува еден ден после Оливер Драгоевич. И кога почина Оливер Драгоевич, се дигна во Скопје сите сочувство, па дури ЗЗ изразува сочувство на ова, и бев толку изреволтиран ден после тоа кога почина Стефче и кога никој, ама баш никој од државниот врв не изрази нити грам сочувство до неговата фамилија. Барем едно јавно на соопштение. Иако постирав еден таков текст и тагирав луѓе кои што ги знам, дека срамота е ова за нас, не сам со сета почит на музичкото осташтина на Оливер Драгоевич, ама баш ништо не ми значи за Македонија. Стефче значило. Тогашниот пример го гледавме во Дубај, како игра Наца Лукас, така да не очекува дека... Друже, срамота е тоа. Не викам. Срамота е, мислам, тоа се тие малку луѓе што сме ги имале, што значеле во градење на овој идентитет, тоа ми е основата на овие книги што сум ги создал, мислам, такви ликови. Тие за жал се помалку ги има, спомна Симо, за жал си одат, и она што сега го работам, тоа е создавање конечно на тој архив национален и музеј на македонската рок музика, е токму затоа што луѓето не ги снемава. Сведоштата се нивни приказни се сведуваат само на анегдоти веќе. Значи говорите нивни записи ги немаме. Тоа ми е страшна ситуација со која што некои идни генерации ќе се соочат по 10, 20, 30 години, абе вие во таа самостојна Македонија што сте правеле, немаме никаков запис, не знаеме како културно сте се изразувале, говореле, дијалектите се сочувуваат преку пеењето најмногу, нели? Точно. Треба да имаш, а ние немаме записи. Не ги чуваме тие записи. Тоа е страшно поразително. И затоа ќе имаме такви премиери кои што, нели, као Заев, ако се погодат и во иднина, кои што нема да знаат who the fuck is this guy. Да беше од Горен Милановац, може и ке знаеш. Ајде, кажете ми за крај ова е на малце можеби најтешко прашање за двајцата вас поединечно. Според тебе, Симе, тоа ше најдобар бенд, интерпретатор домашен и странски. Ајде. Како бе? Види, ја го имам проблемот дека стално, не стално, у различни прилики, различни работи ми се у глава. Во последниот период многу внимание посветив и у моментот тоа ми е најдобриот бенд кај нас. Животни се вика. Интересно име, браво. Кога би се викало Animals, би ни било, добро име, животни, кога ќе речеш поинакво значење има. Животни ми е во моментов омилениот бенд. Животињи. Сега спремаме сега со нив, издавачката куќа им се вика Мртов конј, здруженијето им се вика Гола планина. Спремаме заедничко издание, веќе го има на Bandcamp. Во моментов тоа ми е омиленото, а историски гледано стварно стално се трудам да најдам помеѓу Мизар, Архангел и Анастасија кој ми е најголемиот и најомилениот, ама не можам. Знаеш, у моментот кога слушам Анастасија, си викам, не, ова е најbolje, ова е. И после ќе дојде некој друг човек, нели, па ај ова да пуштиме, ај ова да слушнеме, пуштам Мизар, не, ова е врвот. Да. Така што врвот ми се од прилика тие три бенда од нашава сцена, а од светската сцена стварно не можам да издвојам, пошто у денешно време, цело време гледам да следам нова музика. Има еден куп нови бендови, а историски гледано стварно има купови, сега да земам да ги редам сите поред, све што сум слушал. Добро, едно време се сеќавам, беше многу голем фан во Iron Maiden.
Скоро имаше све. Додека живеел у Топана, вајде. Па добро, тоа беше мало. Не само ја, не Малски само бе, ја. малски Не само ја, Ацо, не само ја, Сите ние цело друштво. Сите Само бевме. тебе кој тоа ќе ти остане коса до нас не нема веќе. Па не, Кога право- се сакал Iron Maiden, така. У право време се погоди тоа баш да заврши работата која ни требаше тоа у тие 2-3 години и Iron Maiden и Metallica и све тоа што ни се појави тогаш беше, види, мене ми беше тоа различно од пошто детиште и идеш кај луѓе, нели, комши и роднини по дома и негде свири Бело дугме, негде свири Нови фосили, Сребрна крила, негде Мирослав Илич се пуштило касета, плоча, нешто. Рокери И спорал. одеднаш кога ти се појавува некој звук кој што до тогаш го немаш чуено и нормално е да те привлече. Така ми се случило и со Металика, така ми се случило и со, например, после Металика, тоа што ме шокираше беа Мизар и Velvet Underground. Кога слушнав прв пат Velvet Underground, ја си извадив од памет, ја не знаев дека постои такво нешто. Исто големо влијание изврши таа една плоча, Jazz Rocks се викаше, не знам дали ти текнуе, Компилација. со странски бендови компилација. Монтре, мислам дека е од настапите од Монтре, ако не се. Можно е да е, али по една песна од поише бендови. Прв пат у живот тој некој джез рок фјужен, тоа кога слушнав, не, значи она ги слушаш луѓето како свират и после си викаш, а па добро и ние имаме овде, имаме ден за ден, имаме такви бендови што го следат тој тренд, не е тоа нешто лепи сол. Турборок, например. Така викаат зацел Лукас. Ти точно Па веројатно Многу- ќе одземе емисија цела таква е, ако само таксативно набројувам и за да избегнам таква ситуација, ја во време на короната немајќи што да правам, освен пишувајќи една книга, направив една анкета преку Facebook, социјалните мрежи, на нешто што исто така не недостасува, кој што мора да биде столб за некои идни понатамошни и анализи, и истражување, и гордење, сето тоа. Направив една листа 101 најдобар македонски албум и 101 најдобра македонска песна, го расширив тоа низ Facebook колку што можеше, едно 250 луѓе гласаа за сето тоа и таа листа ја имам испечатено и цело време ја шерувам. 100 најдобри песни, 100 најдобри албуми во македонската историја. кој се на прво место според? Небитно е. Насањево. Апсолутно е небитно, сакам да кажам дека секогаш ќе Коректен си према сите, браво. коректен сум према сите, Па не, ама ја некоректно се испонашав. Не, не. Се спомнав три бенда, а да не го туриш Васко Атанасовски со Бумбик, со Бернај, со тие најбитните и најважните, па и омилени албум имам од сите негови фази по некој албум што ми се свиѓало, дали е 21 век, дали е ХХХ, дали е ФПО. Ама ете, точно што вика Дутре би требало Би двајцата само требало да ги само набројуваат. да набројувам. Апсолутно, за странска затоа нема да ти зборам, дури и бендовите кои што јас ги слушам се тотално веројатно непознаници Да, и да. за вас. Јас сум растен на една друга музика, не Iron Maiden, него панк хардкор, така да бендовите од типот на Inferno, на Номинсно, на Degnesti, на Bad бе, Brains, Номинсно ги тие се гледавме, познати нели? Канзанути, сето од Шведска, Негациони од Италија, се така Од Австралија по-обскурни. кои беа? Хардонс од Австралија, така да има многу такви бендови. Ајде, тие не ги зборам популарните Рамонси, тоа е класика све натаму. Не е битно, многу музика слушам, многу музика и Makes You, да не зборам, македонската е она што мене ми интересира. Не се довршив тука. Изборот го правевме, пратив предлог од 1000 изданија. Така. 1000 да одбираат луѓе. Малку тоа бројка на луѓе, ама ова е одлична основа во некоја блиска иднина да се направи една така пошироко истражување и гласање, за да нема зашто да се криеме. Мене ми смета кога на луѓето реагираат, овој прв, овој втор, тоа е се субјективно, не е битно. Битно е дека ние имаме со што да се пофалиме. И една од плановите во иднина, во блиска иднина, ми е да направам една книга по урнекот на оние светските, не измислувам топла вода, 1001 македонски албум што треба да го чуете пред да умрете. Значи ние имаме огромна дискографија, огромна дискографија. Малку морбиден наслов, ама добро. Да, ама не, такви се имињата на тие, да. Така да ќе мораш да побрзаш од Мајстор сум овде. И сите се малку Од мене 2 дена. 2 дена сум постар од тебе, Не, да. така беше? Не, 10. 10. 10, да. и сите наеднаш имаат реакција на такво нешто. И еден албум, тоа све ќе ставиш. Не, тоа ќе ставам, ајде, да не претерувам, ама 1/4, 1/5 од она што го имаме како продукција. Значи, и имаме, можеме да набројаме буквално таксативно 1000 македонски албуми без проблем, сериозни албуми. А она што во моментов ми се свиѓа, она што го видов сега
на Пин, на последната вечер, значи Горан Трајковски од секојаш бил мојот фаворит, со што и да се занимава, е гениалец, просто несватен гениалец во една Македонија, кој што веројатно сериозни музички индустрии и држави би го посакале да биде дел од нивната приказна, меѓутоа тој е упорен и создава Македонија на македонски, и ова проектот последен со Велот Битола е страшен. Да. Вчера ми се Одличен свиѓа албум, и одличен албум што го Кочамците издаден Корка, сега. кои што се сериозно навлегуваат на македонската сцена, Хајка од поодавна, иако Па не и се тие веќе се млади. дел Корка од Гола планина, ова што спомнав. Тоа е еден Мртов колектив конј многу им интересен издаваш. на млади деца кои што сакат пред малку што го зборував, да ги земат работите во своји раце и да се Тоа е создавање на сцена преска која градење зборевме. на сцена на темелите на она што ние постарите го упропастивме на времето што требаше да биде сцена, не успеавме да направиме нити сцена, нити индустрија, ама тоа е тема исто така за други моменти. Овие деца сега се трудат нешто да направат и не треба да ги сопираме, напротив, треба да ги поддржиме. Значи, она со што сакам да ги поддржаме, токму овие два бенда Хајка и Корка, наскоро ќе им објавам плоча, тоа е исто нешто со што се занимавам во последно време, веќе скоро до 24 плочи објавив, кои што за жал во македонската историја ниту македонската телевизија не објавила на времето толку изданија. Ја на свој труд со своји пари се обидувам да поддржам таа сцена на носач на звук, како што во Македонија сега почнува да се случува. Тоа се мали тиражи, чисто символични, ама сериозен документ на времето во кое што се создавани. Јас објавувам и стари бендови од 90-тите, и нови бендови, и компилации. Едноставно, колку што можам се обидувам да документирам тоа што е создавано. Значи, идни генерации ќе истражуваат и ќе прават анализи и на говорот македонски, значи како ние сега што зборуваме наречето во Грција, во македонските делови, нели, во Пирин, овамо онаму, сега се овие помодерни времиња, говорот се гледа преку песните, наречето е тука, Така и кој ќе се истражува, ние ако немаме вакви записи, документи кои што траат Како подолго, Трачери, например, автентичниот Кумановски во тој период кога се пишувани песните. Така. И сега е тоа моментот, еден од начините како да го сочуваме македонскиот говор, македонската култура, македонската уметност и македонската музика. Ова што ја користам ситуацијата дека не ми речеш кат. Јас преферирам да зборувам затоа што има многу што да се зборува за македонската музика и јас сакам многу македонската музика и сакам да помогнам максимално на неа. Меѓутоа она што не го спомнавме е тој проект за кој што лобирам сега и апел, сакам да искористам емисијата, еден апел кон сите оние релевантни луѓе кои што можат да помогнат да го создадеме што побрзо тој македонски рок музеј, архив и музичка библиотека. Тоа е место кај што физички простор, значи нотиран ми просторот во Нуцк, Бели Мугри во Кочани, празен простор кој што треба да се оплемени. Музеот е едната приказка, меѓутоа многу ми е поважна оваа другата. На едно место не се собрани музичките изданија, музичките книги, музичките артефакти. Луѓето се заменуваат од овој свет, за жал ние тие приказни не ги сочувуваме. Желбата ми е и иницијативата и проектот е на едно место да се соберат сите, како книгите што се чуваат во Нуцк, нели, Бели Мугри, како во Националната библиотека, да. Како што кинотека го чува визуелното богатство, овој центар би требало да го чува аудио богатството. И со можност, отворена можност, покрај таа музичка библиотека, значи за книги, да доаѓаат млади луѓе, студенти, средношколци кои што семинарски овде би пишувале докторати, би развивале таа приказна. Еден физички простор во кој што сите заедно ќе можат да се најдат и да едно уживаат, меѓутоа и сериозно да придат со истражување на таа македонска култура. Тоа е нешто што веројатно треба да остане како аманет за идните генерации, а ние како повозрастни да го истуркаме барем тој проект до крај. Јавен повеќе од проверитас до сите добронамерници кои што сега до Министерството за култура и до министерот Зоран Љутков, кои што иницијалните чекори ги направија, меѓутоа се надевам дека приказнава ќе ја дотуркаме заеднички до крај. Не е довршена, треба да се доработи. Точно си ме викаат, човек успеал во животот кога оставил нешто за себе, без оглед дали е тоа материјално или нематеријално, нешто по што ќе го паметат. И двајцата имате ставено за себе доволно, пошто ќе ве паметат ините генерации, не сме толку стари уште, нели, да продолжиме да работиме. Тек сега следи. Така, јас ви посакувам многу успех во вашата работа, да се видиме повторно во некој издание на Проверитас
каде што точно ќе дојде со неколку нови изданија на неколку нови книги, а овде ја и ти си ме ќе промовираме некој многу познат македонски бенд. Важи бе. Кој што ќе настапува по Де, светот. букираме у март излегува новата книга. Ви благодарам уште еднаш што бевте Фала ти, вечерта гости Јацек, во благодарам и Проверитас. Навистина направивме прекрасен разговор. Почитувани гледачи, беше тоа најновото издание на Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.